Добар ден, ученици, и добродојдовте на нова видеолекција по предметот граѓанско образование за 9-то оделение. Денес ќе зборуваме за изборите и демократските процеси во општеството. На крајот на оваа видеолекција треба да ги постигнеме следните цели и задачи, а тие се следните. Ученикот да знае за демократијата како процедура, начин на мислење и постапување. Ученикот да ја разбира врската меѓу изборите и демократските процеси во општеството. Ученикот да знае зошто е важно учеството на избори и како е тоа поврзано со легитимитетот на власта. Што е тоа демократија? Демократија е всушност владење на народот и потекнува од старогрчките зборови демос, што значи народ, и кратос владење. Демократијата најпрво се појавила во Атина во 6 век пред нашата ера. Демократијата е општествено уредување каде што врховната моќ му е дадена на народот и се извршува непосредно преку него или преку негови избрани представници во услови на слободен изборен систем. Според дефиницијата на Абрахам Линколн, демократијата е управување на народот, од народот и за народот. Во својата суштина, демократијата е форма на владење во која државната демократска власт треба да произлегува од граѓаните и се испроведува исклучиво за заедничките интереси на граѓаните. Бидејќи владењето на целиот народ во буквална смисла на зборот е тешко изводливо, современото демократско владење се реализира преку избирање на представници на граѓаните во власта и таа демократија е наречена представничка демократија. Представничката демократија представува извршување на власта преку представници избрани од страна на граѓаните кои го изразуваат своето мислење и волја на демократски спроведени избори, при што избраните представници во нивно име и во согласност со уставот и законите ја извршуваат власта. Демократијата е облик на правилно или добро владење кој нуди еднаква слобода и еднакви можности за сите граѓани. Покрај представничката демократија постои непосредна демократија или директна демократија, која се карактеризира со тоа што при извршување на власта нема избрани представници, туку секој граѓанин директно одлучува за определено прашање. Денес највисока форма на непосредна демократија е референдумот. Преку референдумот граѓаните го даваат своето мислење за одредено прашање или донесуваат определена одлука. На референдум граѓаните го изразуваат своето мислење гласајќи за или против одредено прашање. Во нашата држава собранието распишува референдум на државно ниво по сопствена иницијатива или по предлог, односно собрани потписи на најмалку 150.000 граѓани. Пример за директна демократија или непосредна демократија е Атинската демократија. Атињаните вовеле една од првите форми на демократија. Директната демократија значело лично владење од страна на луѓето, сите значајни одлуки биле носени на гласање пред Народното собрание, кое го сочинувале сите полнолетни мажи, граѓани на Атина. Директната атинска демократија долго време се сметала за идеален вид демократија, бидејќи барала висок степен на учество на сите граѓани во власта. Меѓутоа, сепак може да се заклучи дека овој тип на демократија имал недостатоци, кои се состоеле во неприфаќањето на жените, робовите и странците за еднакви граѓани на Атина и нивно невклучување во донесувањето на одлуките. Сега едно прашање. Што мислите, каква е врската помеѓу демократијата и изборите? Преку изборите, гласачите имаат можност да изберат своји представници во власта и да ги држат за одговорни за нивното владење. На тој начин, гласачите се осигуруваат дека нивните интереси и потреби се почитуваат
и остваруваат преку представниците кои ги избрале. Може да дојдеме до заклучок дека изборите представуваат основна карактеристика на демократијата. Една од темелните вредности во Уставот на Република Северна Македонија се слободните и демократски избори. Изборите им овозможуваат на граѓаните да гласаат и да одлучуваат за својата иднина. Граѓаните гласаат за да изберат представници во различните нивоа на власта. Тие веруваат дека во изборот на одредена политичка партија или политичар ќе влијаат на начинот на кој власта влие врз правецот и во кој се развива државата. Секој граѓанин има право да гласа по свое слободно убедување на избори, при што избирачкото право треба да биде прво непосредно. Што значи тоа? Тоа значи дека секој граѓанин својот глас го дава директно, не преку посредник. И правото на глас не може да се пренесе од еден на друг граѓанин. Понатаму, избирачкото право треба да биде тајно. Што значи тоа? Тоа значи дека се гарантира тајност при гласањето. Никој нема право да знае за кого сте гласале, ниту пак имате обврска да му кажете некому за изборот кој сте го направиле. Понатаму, избирачкото право е еднакво. Што значи тоа? Тоа значи дека гласот на секој граѓанин се вреднува еднакво. Понатаму, избирачкото право треба да биде општо. Што значи тоа? Тоа значи дека сите оние кои ги исполниле условите за добивање избирачко право се здобиваат со него без разлика на полот, возраста, расата, националноста, вероисповедта, социјалниот и општествениот статус и така натаму. Луѓето што ги избираме да бидат наши представници се кандидираат на изборите на кои потоа ние ги гласаме. Уставот на Северна Република Македонија на граѓаните им гарантира слобода на здржување заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и интереси. Плурализмот или разновидноста представува основна предпоставка за развој на современата демократија. Политичкиот плурализам се манифестира преку различни форми, и тоа политички партии, политички движења, здруженија на граѓани, други неформални групи на граѓани и така натаму. Политичките партии се основен облик во политичкото организирање на Република Северна Македонија. Политичката партија може да се дефинира како постојана политичка организација на идејни истомисленици кои на демократски начин се борат да ја освојат државната власт на сите нивоа, односно организирана група за освојување на политичката власт преку избори. Тоа е една од задачите на политичките партии кои што се формирани. На тој начин дојдовме до крајот на оваа видео лекција. Сега една активност за вас ученици за дома, а таа гласи вака: погледнете ја следната листа и кажете според вас кој може да формира политичка партија и кој може да гласа. Од левата страна се дадени категории на луѓе, тоа се мажи, дали може да формират политичка партија, дали може да гласат. Понатаму жени, дали може да формират политичка партија, дали може да гласат. Понатаму лица осудени за криминал, дали може да формира политичка партија, дали може да гласа. Лица помлади од 21 година, дали може да формира политичка партија и дали може да гласа. Лица постари од 90 години, дали може да формира политичка партија, дали може да гласа. Лица без завршено основно образование, дали може да формира политичка партија и дали може да гласа. Значи, одговарате со да и не во втората и третата колона. Се надевам дека ги постигнавме целите и задачите предвидени за оваа наставна единица. Се надевам дека ви беше интересна оваа видео лекција. Ви благодарам за вниманието и довидување.